Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве не и денеска, ово утро, последен работен ден во оваа седмица. Денеска е петок, 29 април, 119 ден во теконата година или уште 246 дена до крајот на оваа календарска година. На почетокот да ги проследиме сервисните информации. Сонцето ова утро во Кавадарци изгреа во 5 часот и 32 минути, а ќе зајде во 19 часот и 27 минути. Имаме северо-западен ветер утрово, така да свежо е, како што и вчера најавивме. Денеска се случува промена на времето. Ке имаме врнежи, и синоќа имаше врнежи во Кавадарци, но утрово е релативно свежо. Иако температурата покажува 11 степени, но се чувствува како да е 6 степени. Така да во текот на денот ке имаме и грмотевици. УВ индексот е 4 во Кавадарци денеска ќе биде. Брзина на ветерот е 9 км, така да се уште е топло и денес, но облачно е. Ке имаме во попладневните часови врнежи од дожд, но како е да е, прогнозата вели дека ќе имаме на целата територија во Македонија променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, претежно во јужните делови на земјата, каде што ќе има и појава од ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а вдолж поврдерието повремено засилен северен ветер. Што се однесува до денешните температури, тие ќе се движат од 2 степени на западните делови или во западните делови на нашата република, во Полошкиот, Тетовскиот, Гостиварскиот регион, па и во Мавро, може да кажеме, од 2 степени до 13, променливо облачно, во Скопската котлина од 7 до 21, исто променливо облачно, Кумановскиот регион од 5 до 16, Беровскиот ќе биде од 3 до 16, Кавадаречкиот Теквишијата од 7 до 20, Гевгелискиот од 11 до 22, потоа Пелагонија од 7 до 19 и Охрид ќе биде меѓу најсвежите со тие западните делови, како што спомнавме Тетово и Гостивар, од 7 до 18 степени. Насекаде ќе имаме помалку сонце, повеќе облаци, но ете во јужните делови се очекува и повеќе врнежи од дожд. Што се однесува до утрешната температура, уште ќе падне, дневната температура за неколку степени, ќе се движи од 2 до 12 во западните делови, а на крајниот југ во Гевгелија од 11 до 19. Во другите делови исто така ќе има намалување на дневната температура за 2 до 3 степени, ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд претежно во јужните делови од земјата, а врнежите ќе продолжат и преку ноќта. Посебно од сабота кон недела ќе имаме повеќе врнежи. На жалост и ова година ќе се случи како и во минатите за првомајските празници да имаме нестабилно време. Така да според прогнозата ќе имаме променливо облачно време со врнежи. Нема да биде многу ладно, студено, но максималната ќе биде од дневната од 15 до 20, например, за 2 мај, а за 1 мај ќе биде од 14 до 19 и ќе има врнежи во некои делови од нашата земја. Така да следете прогнозата, ако излегувате во природа некаде, да може да не бидете наквасени, што се вели изненадно да не ве заврне дожд. Како е да е, април е, еве веќе го трошиме и овој 4 месец, 1 мај во недела, така да ќе отпочнеме со еден нов месец во
ova tekovna godina. Maj mesec je jedan najubavite meseci, no se nadevаме дека ќе биде многу потопал отколку што беше април, беше многу променлив и релативно имавме студено време. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, те информира дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, иако на некои места има и врнежи од дожд преку ноќта. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез-излез од државата. Автомотосојузот препорачува, почитувани гледачи, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисури, кои ги има прилично во Македонија, и внимавајте да нема одрони на патот. Апел до возачите во градските средини да возат внимателно, да ги препуштаат пешаците и децата кои денеска почнаа повторно со поаѓање во училиште, така да има раздвиженост, да внимаваме на тие пешачки премини, кај што навистина многу луѓе гинаат или пак несоодветно поминуваат тамо кај што не е тоа обележено. Како е да е, да бидеме внимателни во возењето. Што се однесува до рубриката на денешен ден, 29. април, еве ќе ви пренесам неколку информација, односно неколку настани кои се случиле во текот на минатите години па и векови. На денешен ден, 1429 година, Жан Арк, попозната како Јованка Орлеанска, го ослободила Орлеанс, град кој 7 месеци го обседувале британските трупи. Значи, на денешен ден, 1429 година, бил ослободен овој град. На денешен ден, 1880 година, е роден Александар II Николаевич Романов, руски цар од 1855 година. А во 1881 година, во февруари, бил убиен од член на организацијата Народна волја. Ете, повторно, некои од најблиските го убиле. Добро, 1854 година роден е Жил Анри Поинкаре, француски математичар, автор на теоријата за автоморни функции и еден од основачите на топологијата. 1899 година роден американскиот пианист, композитор и диригент Едвард Кенеди, војводата Елингтон, еден од најважните џез музичари во 20. век. 1901 година, на денешен ден, роден е јапонскиот император Хирохито, кој владел од 1921 година на местото на својот болен татко како регент. Тој беше крунисан во 1926 година и беше на тронот до неговата смрт во 1989 година. Добро, да видиме нешто поврзано со нашата земја, но пред тоа 1980 година умрел англискиот филмски режисер Алфред Хичкок, познат режисер за криминал, мајстор за филмската монтажа, неизвестност и амбиент. И сега овде се напишани неколку филмови кои тој ги режирал. Навистина познат е во филмската индустрија Алфред Хичкок. 1991 година во земјотрес во Советската република Грузија загинале повеќе од 140 луѓе. 1992 година територијалната одбрана на полициските единици на Босна и Херцеговина ја блокира касарната на Југословенската народна армија во Сараево. Тоа се тешки денови кога се распадна поранешната република Југославија, кога сите републики тогаш се одвоја, еве 92 година се отпочна на жалост крвава
vojna Bosna i Hercegovina. 1998. godina kontakt grupa Vorim usvoji paket sankcij protiv SRJ protiv vlušuvanja na situacijata v Kosovo. Evropska unija v 2008. godina potpiše dogovor za stabilizacija i asocijacija so Srbija. Nažalost, nemame ništa povezano s Makedonija na današnji dan, no sekako se slučile i ovdje v naša ta zemlja interesni raboti utekot na istorijat. Kako je da je? Gi prosledivme ovje servisne informacije na početak od ova emisija početovni gledači odeme sega su pesna i potom se vratime povtorno da gi prosledime ostanatite u rubriki koju gi prigotvime za vas. Znak jutra će doći nad mojom posteljom i obasjaće oči umorne od dugih noći nesanih. Smeh zamenit će žalost i teret što iz slomljenog srca još izvire. Svanućem novog dana polako nestaće. Pevat ću pesmu o beskraju lepote. Leteću nebom putem Božjih snova. On dao je mome srcu da bude celo i živi, da diše slobodu i njega želi. Sjaj sunca odagneće teške misli, obnovit će rado što uvela je i iščezla pod maglom suza. Žar nastanit će pusto srce i kad misliš da ne možeš dalje, s novom snagom tada napred poći ćeš. Pevat ćeš pesmu o beskraju lepote. Letećeš nebom putem Božjih snova. Onda će tvom srcu da bude celo i živi, da diše slobodu i njega želi. Sjajem novog jutra, snagom božanskog duha, leteću nebom putem snova i bit ću je slobodan kad svane novi dan. S novom snagom idem dalje. Evo nepovtorno ovo emisija, početovni gledači, pozdrav do svita vas koji v međuvreme se vključivte i ja sledite naša ta današnja programa. Produžujemo se kapke na mudrosta i kratka utrinska prikazna. Evo nekoliko kapke na mudrosta što gi prigotviv, sakam da gi pročitam, da gi spodelim sa vas, početovani. Preko bolkata i trpenijeto ke doznajeme zašto bila ta bolka i kako nikogaš da ne se povtori. Vo prirodata na čovjeka te da se razvije vo cvet ili korov. Zato na vreme prvo to treba da se poleva, a drugo to da se korne. Naistina, nije sme ili pozitivni ili negativni. Ne može da bideme vo sredina.
Значи, во природата на човекот е да се развие или во цвет, или во коров. Молчењето не секогаш значи сиромашен речник, понекогаш значи богато искуство. Да, понекогаш некој многу зборува, ништо нема да каже. И затоа ете понекогаш човекот молчи, но кој ќе каже некоја мудрост има своја тежина. Молчењето не секогаш значи сиромашен речник, понекогаш значи богато искуство. Среќен е оној кој го заборава она нешто кој не може да го промени. Да, има вистина во тоа. Понекогаш ние сакаме да промениме нешто, но не сме мокни или не е возможно е тоа да се промени. Мора со некои работи да се помириме. Во животот не се важни чевлите што ги носиш, туку патот кој го одиш. Вистина, убава мудрост. Не се важни секојаш чевлите кои ги носиме, но патот кој го следиме во нашиот живот е многу поважно. Никогаш не ја прекинувајте жената додека зборува. Не знам, не е до крај кажено со ова порака што сака да се каже. Значи да дозволиме на жената да се искаже. Така би бил заклучокот. Јас не ги мразам луѓето, само се чувствувам подобро кога некој од нив не се во моја близина. Еве некој тоа го запишал. Секој ден е нов почеток. Остави го она што можело да биде и чекори кон она што може да биде. Секако оно што било, што поминало, не се враќа. Да се стремиме кон целта да одиме напред. И еве уште една мудрост. Постојано може да сретнеш луѓе кои те прават среќен за миг, но најважно е да сретнеш еден што ќе те направи среќен за цел живот. Наистина убави пораки во рамките на ова рубрика Капки на мудроста. Ајде сега да ја проследиме јутринската приказна, која носи наслов Љубовта покрива многу гревови. Бог ја знае нашата болка. И ви имам еден текст на почетокот да го прочитам, втора книга Мојсеева, 3 глава, 7 стих. И Господ рече, навистина ја видов неволјата на мојот народ и го чув нивниот плач, бидејќи ги знам нивните маки. Кога носиме болка во срцето или тагуваме по некој наш мил, треба да запомнеме дека има и некој друг што сочувствува со нас. Како наш небесен пријател, Господ најдобро знае колкова е таа болка што ја носиме во срцето. Додека патував со воз, во моето купе имаше едно мало девојче. Никој од нас не знаеше која му е мајка, бидејќи беше многу весело и се играше со секого. Но кога возот влезе во еден мрачен тунел, девојчето се стрча во прегратката на својата мајка, како исплашена птица во своето гнездо. Слично и со нас, додека се не оди добро, некој можеби не може да одреди на кого му припаѓаме, но кога Господ ќе допушти да поминуваме низ мрачниот тунел на жалоста и очајот, луѓето тогаш веднаш ќе видат кај кого бараме ние заштита и утеха, и тогаш ќе биде прославено неговото име. Како што само мајката може да го смири своето дете, така Исус ќе ја стави својата рака над нашата загрижена глава и вели: имај доверба, синко, во мене. Се што допуштам е само за твој благослов. Некој напишал: кога болката го притиска нашето срце како мраз, кога и нашиот најмил пријател на земјава не може целосно да ја разбере нашата болка, Исус може. Исус ја разбира. Оној што ги носи моите гревови, ги носи моите болки. Јас сигурно знам дека во сета моја жалост тој беше нажален и за сите мои солзи тој плачеше. И пророк Еремија ги запишал овие зборови: Господ му се јави од далечина, те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Наистина, почитувани гледачи, Бог ја знае твојата и мојата болка, нашите болки. Бог ги познава најдобро. Ете, овде запишал овој човек дека во некои моменти ниту нашите најмили, најблиски пријатели не можат целосно да ја разберат нашата болка. Но Бог 100% не разбера. Не само што не разбера, туку тој сака и да ни помогне и има мог. Зато и денес, како наидеш на болки, на проблеми, ако имаш терети, Исус вели
во Матево 11 глава, дојдете кај мене такви какви што сте. Донесете ги вашите ранчеви, вашите терети, полни со проблеми кај мене. Јас ќе го земам вашето бреме. Нека и овој петочен ден биде ден на благослов Божи, да се растеретиме од сите грижи и проблеми, да ги припуштиме, да ги предадеме на Бога. Секако тие проблеми ќе бидат повторно тука околу нас и дел од нас, но ќе бидат многу полесни за носење, зашто Господ во тоа ќе ни помогне. Еве тоа беше утринскава порака, односно преку ова приказна кратка порака до сите нас. Одеме повторно со песник и се вратиме потоа повторно во емисија. Jedni od Hristovih učenika koji stoje pored Galilejskog jezera. Hristos nam prilazi, a onda kaže: pođi za mnom. Svako od nas danas je pozvan. I mi smo ispunjeni osjećajem nedostojnosti. I Bogu kažemo: Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne, zar su moje ime rekle? Isus, kraj obale stade, tražeć ljude za velika dela, da love srca božanskom rečju. O Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Svoju lađu sada ostavljam samu. Odsad idem, kuda šalješ me ti. Ja sam siromašan čovek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. S tvoju lađu sada ostavljam samu. Odsad idem, kuda šalješ me ti. Ti trebaš planove moje
šalješ me ti, i ja krećemo danas lovit ljude na moru života, a mreža biće leč Božja prava. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam samu, odsad idem kuda šalješ me ti, odsad idem kuda šalješ me ti. Poštovani gledači, vi sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta, emisija koja se emitува всекое утро od понеделник до петок в 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во живо и ја следите нашата денешна програма. Продолжуваме со утринскиот текст кој го наоѓаме во Евангелието според Матеја во 4 глава 19 стих. Па им рече: дојдете по мене и јас ќе ве направам рибари на луѓе. Да ја проследиме сега, да го проследиме и коментарот врз основа на овој текст. Божествената благодат во ново обратената душа е прогресивна. Применета благодат се умножува, не за да биде ставена под сад, туку да им се пренесе на ближните за и тие да добијат благослов. Вистински обратениот верник ќе работи на спасување на ближните кои се уште се наоѓаат во темнината. Кога во животот на една душа ќе настапи криза, а вие се обидете да и помогнете со совет или опомена, вашите зборови ќе имат влијание на добро само ако со собствениот пример и однесување покажете дека и вие самите тоа сте го постигнале. Вие мора да бидете добри за да можете да правите добро. Не можете да ширите влијание што ќе ги преобрази другите се додека Христовата милост не направи вашето собствено срце да постане понизно, благородно и нежно. Кога во вас ќе се изврши ова промена, вие ќе бидете сосема природно ќе живеете на благослов на другите, како што е природно на громушката на розата да цветат мирисливи цветови или виновата лоза да ги раѓа своите румени гроздови. Оној чието срце е исполнето со Божја благодат и љубов кон ближните кои припаѓаат ќе најдат можност, без доглед каде се нашол, на уморните да им упати некој збор во вистинско време. Христијаните треба да работат за својот учител кротко и понизно, цврсто држејќи се до својот интегритет среде целата бука и врева на овој живот. Ние треба да настојуваме, да ги разбереме слабостите на другите, знаеме сосема малку за страдањата на душата на оние што биле заробени во прангите на темнината и на кои им недостигаат решителност и морална сила. Ако душата за која се залагаме не одговори веднаш на нашите обиди, ние се обесхрабруваме премногу брзо. Се додека постои најмала искрена надеж, ние не треба да престанеме да работиме за таа душа. Скапоцените души го чиниле нашиот Спасител премногу скапо за да бидат толку лесно препуштени на силата на искушувачот. Многумина кои никогаш не би закрепнале без
подадена рака за помош. Со трапеливи истрени обиди може да бидат подигнати. На таквите им се потребни зборови, љубезно внимание и вистинска помош, која наместо да го гасне одвај забележливиот пламен на храброст во нивната душа. Христос е способен да ги воздигне и облагороди и најголемите грешници до оној степен во кој тие ќе бидат признаени за Божи деца, придржувајќи му се на Христа во непоминливото наследство. Еве тоа беше соодветниот коментар врз основа на овој текст. Дојдете по мене, јас ќе ве направам рибари на луѓе. Знаеме дека овој повик Исус го упатил и во негово време, кога ја формирал онаа група од 12 апостоли. Претежно Исусовите ученици биле рибари и тие ги оставиле своите занаети, своите мрежи. Исус рекол: дојдете по мене, одете по мене, ќе ве направам рибари на луѓе. Денеска истиот повик е упатен до сите нас, да бидеме рибари, условно кажано, на луѓе, да го проповедаме Словото со зборови, со својот живот, да може и тие луѓе да го запознаат Спасителот на светот, зашто се уште има луѓе кои не ја знаат вистината. Се уште има луѓе кои не знаат што е тоа Свето писмо или Библија. Затоа ние, почитувани, еве ви нудиме бесплатно Свето писмо, бесплатна Библија. Постојат многу преводи во Македонија, но ние ви нудиме еве една Библија, значи на македонски јазик, кој може да ја добиете само ако доставите ваши податоци, ваша адреса, а ние ќе ви испратиме по пошта. Бесплатна е, без обврски. Поделете ја, делете ја на ваши роднини пријатели. Библијата е светило, како што кажува псалмиста Давид. Светилка која треба да свети во секој дом. Постојат и онлайн допишувања на дописна библиска школа. Ние ви нудиме една таква онлайн дописна библиска школа, каде што од дома, преку вашите компјутери, без обврска, не мора да дојдете во пошта, не мора да пополнувате формулари, едноставно напишете Библијата зборува и таму ги има сите упатства како да изучувате Библијата во 8 различити правци. Да ја видиме сега рекламата за онлайн дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, да ја проследиме наредната рубрика за библиските личности. Ово утро сакам да ви пренесам неколку информации за пророк Агеј. Тој е еден од малите 12 пророци кои ги наоѓаме во Стариот Завет. Интересно, Агеј бил роден во Вавилон за време на робувањето на израелците. Потекнува од племето Левиево. Пророкувал некаде околу 470 година пред Христа. Го посетил Ерусалим како момче. Потекнува, значи, од таа свештеничка фамилија или семејство, бидејќи знаеме левитите биле свештеници. Имал големи планови да го обнови храмот во Ерусалим. И сега, еве, имам отворено овде во Библијата. Неговата книга има само 2 глави. Релативно мала книга, но многу содржајна, со информации, со настани. Еве што пишува и како ја започнува својата книга пророк Агеј. До втората година на царот Дариј, во 6-тиот месец, во првиот ден на месецот, Господовото слово дојде преку пророк Агеј на Зоровавел, синот Салатилов, јудијски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник.
Вака зборува Господ на двоинствата, овој народ зборува уште не е дојдено време за да се изгради пак Господовиот дом. Затоа дојде Господовото слово преку пророкот Агеј, а вам ви е време да живеете во покриени куќи додека овој дом е разорнат. Затоа Господ на војските сега зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Значи, луѓето во тоа време томачели и велеле уште не е дојдено време да се обнови храмот. И овде Бог преку Агија ги опоменува евреите дека правиле убави куќи за себе, убави викендици, ги облужувале со злато, со слонова коска правиле, на друго место пишува своите кревети, а домот Господов останал пуст. И затоа овде сеете многу, собирате малку. Јадете, а не сте сити. Пиете, а не можете да се напоите. Се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, а ја става во скината кожнена торбичка за стрели. Господ на двоинствата зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта, отидете во гората, донесете дрва и подигнете го пак домот мој. Знаеме дека израелците биле носени во робство и често пати биле поробувани, и храмовите, и градовите, и сите нивни живеалиште биле уништени. Но сега доаѓа време кога повторно Божиот народ треба да се врати назад, да го обнови храмот. Токму, ете, пророк Агија, Бог преку пророк Агија упатува еден таков апел до израелците. И може да читате во еден здив, да ја прочитате ова книга, книгата на пророк Агија, бидејќи е доста кратка, но зборува за состојбата на Божиот народ во негово време. Така да, еве, за Агеј толку би рекле, значи, еден од 12 мали пророци, веднаш доаѓа позади него Захарија, а пред него е Софонија. Лесно ќе го најдете при крајот на Стариот Завет, слободно прочитајте и ќе видите што се зборува Агеј за времето во кој тие живееле. Би сакал уште пред да отидеме на песна, почитувани гледачи, да споменеме уште нешто. Дали коцкањето е греф, односно погрешно? Можеме ли ние како христијани да се коцкаме? Знам дека многу луѓе се коцкаат, и тоа легална коцка, значи не е спротив државниот закон, бидејќи знаеме дека добар дел од процентите од тоа коцкање државата го собира за своји цели. Се потребува за разни хуманитарни работи, така нато. Меѓутоа, ајде да видиме од библиска гледна точка дали коцкањето е греф. Значи, за многумина коцкањето е, може да кажеме, безопасна забава, се додека е во рамките на законот. Со некои видови легално коцкање, како што реков, државните лотари се собираат средства и се користат за општо добро. Но што вели Библијата кога е во прашање коцкањето? Ние немаме никаде директно во Библијата текстови кои велат не се коцки. Иако во псалмите Давидови има еден текст кој вели не давај пари на добош. А знаете што е тоа добош, она вртелешка. Сепак Библијата, значи, зборува за тие начелно зборува против коцкањето. Во коцкањето постои лична желба да се добијат пари на сметка на другите. Тоа е спротивност со предупредувањето што ни го дава Библијата да се чуваме од секаква алчност. Значи, ние се радуваме некој да изгуби, а ете ние да добиеме, бидејќи тие пари што ние ќе ги добиеме на коцка се од другите учесници во истата таа лотар или коцка. Алчноста е главна причина зошто некој се коцка, бидејќи знаа дека оние што сакаат да се збогатат преку ног се обложуваат на големи суми пари. Коцкарниците се денеска легално рекламираат. Колку криза доаѓа поголема во едно општество, се повеќе коцкарници има. Еве, во Каварци има неколку, јас не одам таму, но се гледаат. Тие се со убави амбалажи однадвор, со убави фасади, со убави рекламни рефлектори, привлечни за луѓето да, влезат натре и да се коцкат. Коцкањето им ја разгорува желбата на луѓето лесно да дојдат до пари и не им помага да се борат против алчноста. Познавам луѓе кои ги изгубили своите станови. Многу
sredstva izgubile na ta kocka, ostanale jadni i siromašni. Oni što se kockat se vodini od sebična cela, da ги освоят парите што другите играчи ги изгубиле. Сепак Библијата не потикнува да не ја бараме својата корист, туку користа на другите. Освен тоа, Библијата не предупредува да не гледаме на среќата како на некоја надприродна сила која може да ни помогне да го добиеме она што го сакаме. Во древниот Израел, значи во стариот Израел, некои луѓе немале вера во Бога и му поставувале трпеза на Богот на среќата. Дали Бог го одобровал тоа што луѓето се надевале на Богот на среќата? Секако не. Тој им рекол: го правите ли она што е зло во мои очи и го избирате она што не ми е по волја? Исаја 65 глава 11 стих. Точно дека во некои делови на светот средствата од легалното коцкање се наменети за финансирање, например за образование, за потекнување на економскиот развој, така натаму, но сепак Бог не ја одобрува коцката, почитувани гледачи. Коцката нема среќа. Ние не веруваме во среќа. Туку она што човек ќе го заработи со своите раце. Не посакувај ништо што му припаѓа на ближниот, вели Бог во 2 Мојсеева 20 глава 70 стих. Така да чувајте се од коцкањето, бидејќи не носи никаков благослов. Може моментално ќе добиеш, некој ќе доби, така натаму. Значи, за коцкањето стои алчноста, а алчност на Бог ја мрази. Ако се коцкаме дури за мали суми, може да развиеме љубов кон парите. Таквата љубов кон парите ќе ни донесе голема штета во нашиот живот. Они што се коцка честопати се суеверни и реко веруваат во среќа. Ако имаме такви ставови, време е да се ослободиме од било каква врста на коцка, затоа што тоа може да прерасне во голем проблем и од тоа не можеме да се откажеме дури додека сме живи. Но Господ може да ни помогне. Може некој од вас се пробал на коцка. Може би се отргнал, убаво е, но вие кои имате тој проблем, молете се на Бога, да Бог ви даде сила да не ги посетувате таквите места, зашто може да го разорат и домот ваш, бракот ваш, да изгубите и работа и се поради што? Една коцка. Да се молиме на Бога да ни даде сила, да се ослободиме од тоа, а да заработиме со своите две раце она што е потребно за живот. Еве толку за коцкањето, одеме сега повторно со песна. Samo sam čovjek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sad svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj. Tražim ja kao nikada. Jednog dana ćeš doći ti, Hriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom s anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Samo sam čovjek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sad svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj. Tvoju milost tražim ja
jednog dana ćeš doći ti, Kriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom s anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, mili Hriste, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Еве во живо, повторно во нашата емисија, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата денешна програма. Денеска е петок, последен работен ден во оваа седмица, бидејќи ова емисија емитуваме секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува нашата рубрика да ја запознаеме нашата земја, Македонија и совети од полето на здравјето. Денеска ќе кажеме нешто повеќе за едно излетничко место близу Кочени, кое се вика Пониква. Пониква е туристички центар или викенд населба на Осоговските планини во источна Македонија. Оддалечено некаде околу 20 км од северно од Кочани, на надморска височина од 1560 метри, во пределот во густа букова шума и разновидна вегетација. Зацртан е како еден од 34 зимски туристички центри во пространиот план на Република Македонија. Пониква зазима особено важно место во развојот на туризмот и на општина Кочани или во тој дел на Осоговијата. Ја не сум бил, да ви кажам, на Пониква, искрено ви кажувам, но знам пријатели кои биле и сум гледал многу интересни извештаи и слики дека е таму прекрасно и во зимско време и во лето или пролет. Така да, еве сега се првомајски празници пред нас. Ако имате време, отидете 20 километри, води асфалтен пат, има прилично кривини, возете полека, но може безбедно да стигнете, да стасете на тоа одредиште кое шири еден убав поглед, 1560 метри надморска висина. Урбаниот простор опфаќа 2 ски лифта, викенд куќи, единични или двојни, автокампови, бунгалови, објекти за дневно снабдување, повеќе наменски простори, терени за спорт и рекреација, хотели, одмаралишта, угостителски објекти, сервис и услуга за скијачка опрема. На Пониква покрај викенд населбата неколку мотели постојат, има и детско одморалиште со капацитет од 220 легла. Природните убавини, еколошкиот чист амбиент и поволната клима се одлични предуслови за поголема посетеност на туристите, за да има можност за побар развој на туризмот во местноста Пониква, потребно да се изврши подобрување и довршување на некои уште градежни објекти. Како и да е, покрај веќе изградените спортски терени се повеќе се најавуваат иницијативи и потенцијали за интересирани инвеститори и за изградба на патики за биатлон и нордиско трчање. Покрај Пониква на Осоговијата има и други изворедни места за изградба на патики за скијање со поголема должина како што се терените под Царев врв и така натамо. Еве, почитувани гледачи, ако сте љубители на планина, ако сте љубители на пешачење и на предизвици, еве повелете, посетете го овој крај Пониква. Навистина има таму и спортски и рекреативни центар, каде што може да уживате. Има и животни, комерцијално ловиште, резерват им нуди на посетителите можност за лов на елени, срни, елени, лопатари, муфлони, диви свињи, како
i сместување за ловџиите. Секако тоа се оние кои се спортисти и сакат да ловат, но јас зборам сега за прошетка, значи за уживање во тие убавини што Господ ги дал на ова планина. Пониква не е далеко, значи 20 километри откочени, води асфалтен пат, има кривини до целта, но сепак полека, ако се вози, ќе стигнете живи и здрави до самата цел. Еве, тоа беше информацијата, односно споделив денеска за Пониква. Еве да кажеме неколку совети за здравието. Денес би прочитал неколку информации за сладкиот компир. Оној обичниот компир знаеме и релативно го јадеме често, но може би поретко, порано и не сме знаеле што е тоа сладок компир. Сега го има на пазарите, во супермаркетите. Еве кои се придобивките од користењето на сладкиот црвен компир. Сладкиот компир, тие се корен зеленчук кој има сладов вкус, како што сугерира името и се одгледува низ целиот свет. Овие подземни клубени првично биле одгледувани во регионите на Централна Америка. Но сега сладкиот компир се наоѓа во различни големини и бои. Тие се богати со витамини, минерали, антиоксиданти и влакна корисни за организмот. Ботанички ова скромно туберкулозно растение е дикотеледон. Припаѓа во семејството. Јадрото на сладкиот компир е крцкаво, сладко, тој е богат извор на пигментирани антиоксиданти, флавоноиди, витамини, минерали и диетелни влакна кои се неопходни, како што спомнавме претходно. Сладкиот компир се одгледува во топли, умерени и тропски региони. Одгледувањето сладки компири бара само доволно вода и малку внимание за нивно успешно одгледување. Сладкиот компир е богат извор на енергија, јаглени хидрати и растителни влакна. Те исто така содржат широк спектар на минерали како што се калциум, фосфор, натриум, калиум, магнезиум. Во исто време сладкиот компир содржи витамин А. Сладкиот компир е богат со бета-каротин, кој телото може да го претвори во витамин А. Само 100 грама од овој зеленчук ја обезбедува препорачената дневна количина од витамин А и С витамин. Овој антиоксиданс може да го намали времетраењето на редовните настинки и може да го подобри здравјето на кожата. Важен за контрола на крвниот притисок. Овој минерал може да го намали ризикот од срцеви заболувања. Манган. Овој минерал е важен за зголемување, развој и подобрување на метаболизмот. Витамин B6. Овој витамин игра важна улога во трансформацијата на храната во енергија. Витамин B5, исто така познат како пантотенкска киселина. Овој витамин се наоѓа во одреден степен во скоро целата храна. Витамин Е, овој мокен антиоксиданс, растворлив во масти, може да помогне во заштита на организмот од оштетување на оксидацијата. И сега овде имаме разни рецепти. Меѓутоа, значи, во тој сладок компир има јаглени хидрати, протеини, го намалува, воопшто нема холестерол, значи во кромпирот, во црвениот, фолна киселина, тиамин, С витамин, витамин Е, значи полне со разни состојки кои се потребни за нашиот организам. Ете, препорака од нас, почитувани гледачи, да го користите, испробајте го, сладкиот компир има многу придобивки, значи го подобрува варењето на храната, го намалува воспалението, го подобрува имунитетот, ја спречува астмата, помага во лекување на бронхитис, болка во артитисот, помага во спречување на рак, помага во намалување на болки чир на желудникот, го намалува диабетесот и многу други придобивки. Важно, еве, се подсетивме за корисност, односно вредноста на користењето на црвениот компир. Одиме со песна, потоа ќе одиме при крајот на оваа наша емисија. О,
Ево неповторно во живо, почитувани гледачи, да ја проследиме и последната рубрика во нашата денешна емисија. Зборуваме за археологијата која потврдува веродостојноста на Библијата. Веќе неколку дена наназад зборуваме односно одговараме на прашањето може ли образованите луѓе да имаат доверба во денешната Библија. Веќе изнесовме многу факти, но денеска ќе продолжиме со пренесување на тие факти од оваа книга Археологијата и Библијата. Еве поради што јас имам доверба во Библијата. Ќе ви изнесам неколку причини. Пред неколку десетлетија археолозите во Египет пронашле медицинска книга која потекнува од 16 век пред Христа. Значи напишана е отприлика во периодот кога Мојсей престојувал во Египет. Кога е откриена ова книга, сите научници многу ги интересирало што пишувало во неа. Ке ви изнесам неколку препорачани терапии од ова медицинска книга. Имајте на ум дека отприлика во тој период Мојсей го пишувал петокнижието, своите 5 библиски книги. Слушнете го овој рецепт. Ако се боснеш во прст, примени крв од глиста и измет од мува. Бидејќи во изметот има бактерии, може да се случи да заработите тетанус и кочење на вилицата. Погледнете некои други состојки од ова книга. Крв од гуштер, свински зап, расипано месо, смрдлива маст, човечки и животински измет, магаришки, кучишки од мачка, па дури од мува. Книгата кажува дека како лек за одредена болест треба да се земе голем инсект, да му се пресече главата и крилјата, да се загрее, да се стави во маст од змија и да се примени. Ако треба болестта да се истера, се препорачува главата и крилата од тој инсект да се загреат и да се стават во маст од змија и сето тоа болниот мора да го испие. Какви се овие работи? Дали ви се допаѓа? Дали ви се гади? Замислете Мојсей некој од овие рецепти да ставил во петокнижието. Колку критичарите би се смееле и подбивале на Библијата. Во времето кога Мојсей бил во Египет, луѓето верувале во тоа. Ние во Библијата никаде не читаме за маст од змија или за животински човечки измет, затоа што сам Бог дал да се напише таа книга, а Бог од почетокот го знае крајот. Еве уште неколку примери. Во Левитскиот законник, 3 книга Мојсеева, 7 глава, 20 стих пишува: Кажи на синовите на Израел и речи им, не јадете лој, зашто од вол, нито од вол, нито од овца, нито од коза. Кажете ми колку е ова современо. Кога Бог на луѓето им дозволил да јадат месо, тој им заповедал да не јадат животинска мас. Знаеме дека и лекарите денеска советуваат да не се користи животинска мас, зашто ги запушуваат нашите артерии. Кога Бог на луѓето им дозволил да јадат месо, тој им заповедал да не јадат животинска мас. Сета таа мас, Библијата нарекува лој, требало да ја отстранат. Илјадници години после тоа ние сме го разбрале. Но денес, ако одите на лекар, што тој ќе ви каже? Што ќе ви забрани? Токму маста, зашто маснотиите од животинското потекло предизвикуваат срцеви заболувања. Дури 3500 години пред нашиот период Бог рекол не јадете маст. Секој современ лекар ќе ви го каже сето тоа. Еве, има уште неколку примери, докази во прилог на Библијата, но за тоа овие примери ќе ги слушнеме, почитувани гледачи, во наредната емисија. Еве полека дојдовме до крајот и на ова наше денешно петочно дружење. Пред да се одјавиме, би сакал да им честитам роден ден на сите оние кои денеска го прославуваат својот роден ден, заокружуваат уште една година од својот живот. Ви посакувам секој добро од Господа, бидете радосни, бидете среќни и весели. А на сите нас, почитувани гледачи, и на сите вас ви посакувам убав ден, убав викенд. Ќе се видиме после првомајските празници, тамо некаде на 2 мај. Затоа искористете го времето, без разлика дали ќе врне, дали ќе има сонце, излезете во природа, прошетајте со вашите семејства или пак ако сте сами со вашите пријатели, така да малце отворите ги вашите белите дробови, дишете свеж воздух. Ви посакувам уште еднаш секој добро, довидување до следната прилика во исто време, на исто место, во 8 часот и 30 минути на Радио Глас на надежта. Пријатно!
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.